Поради фактот дека подолг период нема организирани хајки од страна на ловците, односно концесионерите, волците се осилија и слегуваат буквално до населените места каде напаѓаат. Уште поопасно е што можат да нападнат и луѓе, велат сточарите. За жал тоа не ги засега ловните здруженија и концесионерите, кои речиси и да не организираат хајки за одстрел на овој штетен дивеч. Практично ловството во целина е во хаотична состојба, при што страда дивечот, штети трпат сточарите, а единствени кои профитираат се концесионерите, тие што ги добија ловиштата за посмешни 500 евра годишно, некои помалку, ниту се грижат за бројноста на полезниот дивеч, ниту за одстрел на штетниот дивеч, а за прихранување и планско стопанисување не станува збор. Таквата ситуација доведе до речиси истребување на дивиот зајак, полската еребица сериозно е загрозена. За сметка на нив се зголемува бројноста кај штетниот дивеч, како лисицата и волкот. Особено алармантна е ситуацијата со волците, кои хараат и во планинските и во полските терени. Бидејќи според законската регулатива волците не се заштитен дивеч, сточарите не ги следува надоместна штета од државата, па затоа се принудени сами да се заштитуваат и бранат колку е тоа можно. Инаку порано за одстрел на волк или лисица, државата издвојуваше одреден надомест за ловците и ги мотивираше да го уништуваат штетниот дивеч. Сега се издвојува само за волк и тоа 3000 денари, меѓутоа без организирани хајки. Мошне тешко е да се одстрела овој опасен предатор.